Тука е познатиот македонски поет Бранко Цветковски, кој за оваа прилика сака да го поздрави владиката за юбилејот 15 години, владиката Давид со, не знам, некој збор, една песна и така натаму. Ајде, Бранко Цветковски. Ваше блаженство, уважени великодостојници на ПОА, верници, браќа и сестри. Многу сум возбуден во овој миг. Го познавам Давид кога почна во македонската литература да отвора нови хоризонти како млад поет и оттогаш Бог ја врза нашата љубов. Тој рече да бидеме секогаш заедно. Оттогаш помина многу години, а во овој миг на неговото 15 годишно юбилејно векување во Христовата црква, сакам да го поздравам со една моја песна од книгата Од исто тесто, која се појави минатата година, а во која е поместен и негов обсежен предговор, за што многу сум му благодарен. Инаку ќе нагласам дека Макавеј, како издавачка куќа, никогаш не изатрепери ниту гласот, ниту нозете, ниту колената да биде заедно со ПОА, да биде заедно со идеите кои што денес доведоа до сплотување во нашето христијанско живење, а за тоа мислам дека товарот најмногу падна на плеќите на ПОА и на неговото блаженство. Мислам дека Господ ќе ги услиша сите наши молитви за неговото здравје и за растутот на нашата веќе сплотена црква во едно, и се надевам дека достојното место владиците на ПОА ќе си го заземат меѓу својот народ. Сега ќе ве поздравам со една песна. Света пеперуга, некој ја крева мојата рака, високо ја држи седе вселенскиот мол, а јас сум се заиграл во предисторијата, не ги слушам мајкините пископи и предупредување, го тркалам сонцето по висовите и се разделувам од земните звуци, мафтам со крилцата што ми израсна од здивот на височините и ја чекам пропаста на идните империи, чии територии ги прескокам бегум и од шега, прилегнат на ветрот со сламено срце, слегувам во домот на јазиците и благословувам. Нека се врзе нов завет со народите, штом ти, семоќен Господи, со трепет ме искушуваш да распнам нова мапа врз моите премалени крилца, од која пијат сите идни виножита. И убавината ќе воскреснува од мојата гибел. Благодарам.